охриѓанки се породуваат во Струга, а фамилијата печели пари во Охрид. Историската реконструкција на општата болница во Охрид трае повеќе од 2 години. И доколку владата на Никола Груевски и министерот за здравство Никола Тодоров поништуваат и одобруваат тендери, охриѓани се лекуваат во Струга. Охриѓанки се породуваат во Струга. Наталитетот во Охрид стагнира, а се шири во Струга. По изминативе 2 години родени се таму најмалку 1000 деца. Ете така ВМРО ДПМН води грижа за своите охриѓани. Парите и приоритетот на профитот им е пред граѓаните и здравјето на охриѓани. И сега се виде дека играта со тендерите и поништувањето на самите тендери е само пуста желба за поголем профит, кај што истиот профит ќе остане исклучиво во кругот на фамилијата. Играта се откри, заврши. Болницата конечно ќе ја догради дедото на зетот, пратеникот и висок функционер во ВМРО ДПМН Александар Спасеновски. На наводна електронска аукција од страна на Министерството за здравство е избрана токму фирмата на дедото на Спасеновски, ДОО ВИА од Вевчани, на чија сметка ќе легнат најмалку 200 милиони денари. Ајде да видиме дали конечно ќе се заврши во рок од 8 месеци општата болница, дали до крајот на годината или повторно ќе има пролонгирање и повторно ќе бидат потрошени милиони денари. Груевски и Тодоров повеќе не кријат дека градежните зафати на повеќе пати беа стопирани, што поради грешки на претходно избраните изведувачи, меѓутоа исто така не ни кажуваат кој ќе понесе одговорност за досега потрошените пари. И еве, веќе сега се наоѓаме пред главната туристичка сезона. На охриѓани им останува исклучиво поздравствените услуги да ги користат туристите и домаќините услугите на болницата од Струга. Од примарното здравство, охриѓани и гостите исклучиво ќе можат да ги користат само услугите на распаднатата маларична. Во општата болница, пред која се наоѓаме ние денеска, оделенијата функционира, оделенијата за хирургија, оделенијето за гинекологија, оделенијето за уво, нос и грло и оделенијето за урологија. Реконструкцијата на општата болница во историската градба трае од октомври 2010 година. За жал, се уште не знаеме каде е крајот. Додека пак процесот што се користеше во изминативе 2 години служеше и обстојуваше со перење на пари, при што беа вклучени повеќе бугарски градежни фирми. Ви благодарим. Директоре, за коментар нешто дојдовте? Сакала коментар. Ви благодарим. Ќе дајте сега изјава? Слушнавме доста Не, и за тоа дека Не, предходно за... тендерот Значи, бил да, доделен околу на тендерот. Сега изјава ќе давате? Не, јас би ги прашал господата од СДС зашто јас се појавив на лице место, зашто избегаа.
Јас сум спремен во секој момент да им одговорам на нивните прашања. Значи тие со тоа докажуваат дека позади себе ова постои некоја политика, а не интерес за општата болница и за граѓаните во град Охрид. Тоа е позната работа од нивна страна, не е првпат, али граѓани веќе се доволно паметни и едуцирани во целава работа да не наседнуваат на овие политиканства кои ни ги нуди последниве 8 години СДС во градов. Значи ние со сите сили да тој процес е апарацијата служба. Ние максимално следуваме напори за граѓаните на градот да направиме една добра, современа болница која се ликува на градот. Рековте, директоре, дека проблем било за застој на градбите во болницата, тоа што некои се дрзнале да шпекулираат со одредени работи кои што пореметиле да нештата застане. Сега, рековте дека 8 месеци е припаден рок да се заврши со новиот изследувач кој го доби тендерот. Кога завршува тој 8 месечен? Значи тоа е некаде во новембар. Така ќе ви кажам. Јас сепак Бидејќи факт е дека гинеколошко одделение нема. Ќе ви објаснам за тоа. Факт е дека јас го потпишувам при предавање. Али не сакам да наседнам на едно брзање да утре кога ќе готова болница да веќе враќање назад нема. Значи градежните, зидарските работи требаат максимално брзо. Али тој дел што е планиран за инсталирање на медицинските опреми и информатичките мрежи, тоа се ќе оди по стандарди без брзање. Тие се многу посложени процеси. Не, зашто рековте имате и банкарска гаранција и имате и гаранција од страна на изведувачот дека за 8 месеци ја заврши работа. Јас поканувам да дојдете на лице место објектот, па ќе видите до каде ќе дојдете. Веќе и цигарските работи се завршени, само вториот како станува, каде тој да го ставите треба по новиот стандард, 3 метра, таму нови точи се ставаат и нови некои нови заплати кои мене не ми се така познати што Нещо да кажете, кога да стигнете новиот апарат што ме ради? Кој апарат? Понеделник? Томографот е веќе инсталиран. Тој е полена работи. Ехо апаратот ќе го земаме со лични средства од болницата наши. Значи во оној момент кога тендерските постапки ќе завршат и ќе обезбедиме дел од средствата како гаранција, апаратот ќе го инсталираме. Тој ќе се плаќа на работа. Значи за повеќе апарати го планираме тоа. Значи планираме уште една работа да центарот каде се гледаат препарати, патологија. Таму да се набави еден нов современ микроскоп кој ќе електронски повртен со повеќе центри во Европа. Значи со тоа што ќе постигнеме. Значи нашата докторка, тие случаи кои се двојбени, за лоши болести, не суди самата, него може и второ мислење да добие од релевантен авторитетен професор од било кој дел за Европа. Значи, електронски слики се присраќаат таму и на лице место се читаат така да ќе им заштедиме на граѓаните многу средства. Не забораваме, само за томографија, на тие плаќаат по 6.000 денови, сега партиципација 2.000 денови, значи огромни се разлики. Ево се очекува тя во Косовска болница новиот магнет да се инсталира, ангиографот веќе е инсталиран во кардиолошкиот центар, така да Охрид се заслужува како е озбилен здравствен центар на Балкан. Имате ли коментар од кога се најавија дека има непотизам и добивање на изградбата на болница? Видите, непотизмот се систем од социализмот. Ние сме во капитализам. Тие гласате за капитализам. Во капитализмот сите се равноправни. Имаме јавен електронски тендер на кој може сите луѓе кои се заинтересирани се квалификовани да се јават. Кој ќе победи, тој ќе одобри тендер. Тоа можеше да се јас да го направам, ако има случај. Значи, кој е заинтересиран, има право, ние имаме право, ако сте способни, кој се да ви држите, да се да го Значи, ние исклучено гледаме да биде цената најниска и за таа цена да се добие највисок ценител. А што се однесува до тоа 2 години веќе се пласирано е, полегаите во струга, операциите во струга. Значи, ние во тоа време 3 месеци правихме стратешки план како тоа ќе го организираме. На неколку пати беше бившиот министер Девели, бившиот заместник министер, не остана ништо на случај. Ево, поминаа година и неколку месеци, а
докаже дека тоа што се инсталирале добро функционира. И што заслуга некој кикс не се деси. Точно дека обилот на работата е изголемен, али е точно дека нашите сите лекари од Албанија, логистичка поддршка максимално им даваме за инструменти, за стерилизација, кадровци, сестри, се, така да тие сите проблеми ги следиме на минимум. Значи, те пласирано е во дневна политика да се користи судбините, болестите на граѓаните, веќе не поминува. Дали може да се вратиме ние на следното? Вие тука директорот на... Почиња и дебата една. Да направите една дебата. Сакаме само да му се благодариме, бидејќи пресконференција беше повикана од страна на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз и не бегаме, значи сакаме да имаме ние на наше барање, нашата социјалдемократски сојуз, нашата партија бара повеќе дебати и ќе го подсетиме, пошто не слушнав дека вие го прашавте, ние побаравме одговорност од директорот на општата болница, бидејќи во овие 2 години никој не понесе одговорност, меѓутоа нека се надева, бидејќи никоја изјавата кои што се направени не застарува. Сепак ќе дојде време кога ќе можеме и ние да кажеме и да провериме што и како работеле во изминативе не 2, во изминативе 6 години, а исто така сакам, бидејќи присуствувам на пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз, еве го собрекам лично да го охрабрите вашиот премиер да излези на дебата со председателот на Социјалдемократскиот сојуз господинот Бранко Црвенковски, да може да разменат повеќе размислувања за најразлични ставови и за движењето и општите добра на граѓаните на Република Македонија. И благодарам уште. Да ве сликаме наш. Нема потреба. Тука сме ние.